Во ова издание, 29 септември, прв датум од трите председателски дебати за изборите во САД. Но каква улога има модераторот? Редиците за донации на храна и натаму долги. Ковид во Њујорк. Непознат вирус се размножува, па деактивира со хемикали. Се оневозможува да се реплицира. Гласот на Америка го објаснува процесот до вакцина. Останете со нас, ќе ви кажем. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е News Flash. Следниот голем датум на американскиот политички календар е 29 септември, кога ќе се одржи првата од трите дебати меѓу председателот Трамп и поранешниот потпредседател Џо Бајден. Стив Редиш за улогата на модераторот во дебатите. Иако фокусот е што ќе кажат кандидатите за време на дебатата, има трета личност на сцената која ќе кажува што да се каже и кога. Модераторот на дебатата прави многу повеќе од само што прашува. Мислам дека најважна задача на модераторот е да поставува прашања што произлегуваат од одговорите на учесниците. Проминентни новинари се избрани за водители на дебатите од страна на непартиска комисија за председателски дебати. Джим Лера, починат водител од јавниот сервис PBS за емитување, водел најмногу председателски дебати. 12. Ако некој каже, имам план од 7 точки, тогаш тој ќе праша, кажете ми ги првите 3 точки. Мери Кейт Кери од Центарот Милер при Универзитетот на Вирџинија присуствувала на трибина за водители на дебати од Джим Лер. Тој вели, ако прашате долго и компликувано прашање, ќе добиете долг и компликуван одговор. Тој сака да праша, например, што за вас е добар начин да се реши тоа, или се согласувате ли со тоа? Кери вели дека Лерер се среќава со кандидатите пред дебатата за да им објасни како ќе ги спроведува правилата. Тој исто така ги објаснува правилата и на публиката. Ако кандидатот почне да ги крши правилата, да одзема премногу време при излагањето, да се уфрла кога зборува друг, да го узурпира времето, тогаш и публиката ќе се сврти против кандидатот зашто ги знае правилата. Така е многу полесно за водителот да каже тоа е непочитување на правилата, да се вратиме на А, Б или Ц. А ако кандидатот каже нешто што не е точно? Тој верува дека задача на водителот не е да се вклучи во дебатата, ниту да биде проверувач на фактите. Наместо тоа, тој сугерира интервенција како реченицата: сакам да ви дадам можност да појасните што мислите со тоа. Во 2012-та се случи голема контроверза со Кенди Кроли. Проверуваше факти додека Ромни зборуваше на дебата. Тоа не беше добро примено. Веќе се избрани водителите за дебатите во 2020. Крис Волас од Fox News ќе води првата дебата на 29 септември. Волас беше модератор и во 2016. Стив Скали од C-SPAN ќе води втората дебата. Третата дебата ќе води Кристен Велкер, известувачка од Белата куќа за NBC News. Единствената дебата меѓу подпредседателските кандидати ќе води Сузан Пејдж од весникот USA Today. Мери Кейт Кери се навраќа на најдобриот совет од модераторот на 12 дебати. Гледај да не бидеш приказната. Секогаш ги памтам неговите зборови. Ако некој ве цитира што сте кажале како водител, не сте успеале. Економските последици од коронавирусот и натаму се чувствуваат во Њујорк, каде долгите редици за донациите со храна и натаму се големи. Маријама Дијало има повеќе. Организацијата Банка за храна во Њујорк вели дека повеќе луѓе се пријавуваат да земат донации храна во споредба со минатата година. Обично дистрибуираме 10 милиони оброци. Сега бројката е 3 пати повисока. Дженис Робинсон, подпредседателка на организацијата, вели дека не гледа крај на оваа ситуација наскоро. За жал, граѓаните на Њујорк се уште се мачат. Има многу невработени, поради што имаат и потреба од храна, и децата се дома, така што не ги добиваат училишните оброци. Потребата само се зголемува. Многумина од оние што чекаат ред за донации ја изгубиле работата поради пандемијата. Некои имаат работа, но велат дека тоа не е доволно. Редицата е долга. Премногу луѓе на кои им е потребна храна. Немаме работа. Ја изгубивме.
Некои велат дека и трошоците почнале да се зголемуваат. Децата се дома поради што трошиме повеќе. Треба да се купи опрема за да можат соодветно да учат од дома. Се трошат повеќе пари, а се заработуваат помалку. Во меѓувреме, Белата куќа и Конгресот се уште не може да се договорат за втор пакет помош. Последните бенефиции вклучуваа $600 неделно за невработени, но таа помош истече во јули. Преферирам да работам отколку да чекам чекови секоја недела, но помагаат. Сега кога ништо не добиваме, не знам како ќе ги платам сметките. Републиканците и демократите се заглавени во преговори за новиот пакет помош. Сенатот минатата недела не успеа да изгласа помош од $300 милиарди, поради несогласување на демократите и републиканците за износот на пакетот. За крај на News Flash, како се подготвува вакцината против COVID-19, кои методи се користат? Гласот на Америка објаснува. Погледнете. Главна цел на секоја од вакцините за COVID-19 е протеинот за врзување кој излегува од површината на вирусот. Тоа е делот со кој вирусот навлегува во клетките и предизвикува инфекција. Целта е имунолошкиот систем да биде поттикнат да направи антитела кои ќе се врзат за тој протеин, вели лекарот за инфективни болести од Универзитетот на Мериленд Джим Кембел. Тоа би го спречило вирусот да влезе во нашите клетки. Тоа е врвен успех. Еден од начините да се постигне ова е на луѓето да им бидат вбризгани деактивирани вируси, вели експертот за вакцини Пол Офит. Земате вирус и го размножувате, а потоа го деактивирате со хемикалија. Деактивирањето значи дека вирусот не може да се реплицира. На овој начин ја правиме вакцината за хепатит А. Така правиме вакцина за полио. Така правиме вакцина за беснило. Имунолошкиот систем прави антитела и за деактивираниот вирус, така што би бил подготвен доколку дојде во контакт со вистински вирус. Две кинески компании работат на овој метод. Понов метод е користењето на друг, послаб вирус како средство за пренос. Тој всушност ја користи едноставноста на самиот вирус. Тоа е во суштина само топка која во себе содржи генетски код. Вирусот не е ништо друго. Генетскиот код се инструкции за правење на повеќе вируси. Научниците го заменуваат генетскиот код на послаб вирус со инструкции за правење само на протеинот за врзување што го има коронавирусот. Вирусот се прикачува на клетките, навлегува во клетките и потоа тој протеин за врзување се произведува внатре во клетките. На тој начин поттикнувате имунолошки одговор на тој протеин. Го произведувате протеинот за врзување и поттикнувате имунолошки одговор на тој протеин. На тој начин беше успешно направена вакцината за ебола. Тоа е стратегијата на вакцината на која работат Универзитетот Оксфорд и AstraZeneca. Третиот и најнов метод предвидува внесување на генетски код директно во клетките во микроскопски меури на масти. Директно го инјектирате генот кој потоа е преземен од мускулните клетки. Тој ген потоа се претвора во протеин кој пак поттикнува имунолошки одговор. Вакцините на Модерна со партнерите BioNTech, Pfizer треба да работат на овој начин. Нема гаранција дека било која од нив ќе биде безбедна и ефикасна. Затоа, сега се прават тестирања на десетици илјади луѓе. Експертите се надеваат дека резултатите ќе бидат познати до крајот на годината. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме.